дел од дискусиите ме потикне уште еднаш да се според говорницата, сакајќи да доразјаснам одредени работи и да демонтирам одредени тези кои се постави од говорницата и за мене значат ништо друго освен релативизирање на работите. Оно што ми е мило како прво е тоа што мислам дека за прв пат советниците од ВМРО-ДПМН признаат дека во училиштето има проблеми и дека училиштето да борчат 2 милиони евра. Тоа е добро и почитувани колеги, добро е што го признавте тој проблем. Втората работа, која се намерна од говорницата, беа партиските вработувања, кој како вработувал, кој вработуван и за непотизмот. Значи, морам да ве подсетам дека од оваа говорница директор на училиште, поставен од ВМРО-ДПМН, јавно признат. Направењето од наш совет, дали си им работил керката, жената, зетот и не знам кој уште не, неговиот одговор, добро се сеќавате, беше кога, ако не сега, кога, ако некога се моите на власт. Јавно го призна, никој од вас не рече дека не е така. Тој директор е сега сменет. За непотизмот, уште еден пример. Заборавате дека еден од директорите на средните училишта во Битола, техничкото училиште, беше сменат по укажување на комисија за антикорупцијска, бидејќи си ја вработил собствената сопруга. Тоа по закон е така Значи, колешке, зборувавте за непотизам вие. Така? Вие зборувате, не? Значи, ова се докази дека непотизмот го има. Зборувавте за критики паметни, ние да сме дали критики паметни, па вие таквите паметни критики, бидејќи ги цените како паметни, ќе ги прифатите и ги примените во решенијата кои понатаму ќе следат. Зборувавте за што ние не прашавте што ние сме направили дека сме били ние на власт. Јас ќе ве прашам, што направивте со училиштата кои вие ги наследивте на власт? Единствено сега се 10 години постари, од кои ги добивте. Сигурно во Битола не отворивте нови училишта, не отворивте нови згради, не изградивте нови згради, а станете да ги струшите. Истите училишта. И првен дострел е менувањето на добраните, кои добрани се сменеа со најголем дел со странски пари. Најголем дел со странски пари се сменеа училиштата. И зборувате за реконструкции, во кои реконструкции, верувајте, значи во дел внатре по училиштата сме учествувале ние родителите. Дали да се смени паркет, дали да се појади со училница, дали да се направи друго нешто. Сме платиле за се што е направено во дел во интериерите внатре. Тоа сигурно е потврдено и што плаќа пари. Зборувате дека како голем дострел било тоа што платите во образованието сега недостане. Јас не се сеќавам кога платите достане во образованието, меѓутоа тоа се нормални работи. Немојте одвивањето на процесот на настава да го припишувате како голем дострел. Тоа е нормална работа, како што е нормална работа денес да дојдеме на седници, да зборуваме и да бидеме на седници. Ова не е наш успех, ова не е проект, за ова сме платени и за ова работиме. Ова е нормална работа. Држењето на настава во училиште е нормална работа. Вода во чешмите дома е нормална работа, фрлањето на ѓубре е нормална работа. Значи, зборувате за нормални работи. Кои ги прикажувате како не знам какви дострети. Сите училишта се реконструирани на некаков начин во Битола, во 10 години на власт, значи истовремено, без никакви пречки, и од централна и локална власт, ви рекол дека ниту едно училиште во Битола не е изградено ново. Не рачунајќи ги овие кои сега беа спомнати во Карамани и во Катлино, кои представуваат
не знам сега речи дека ги вреѓам, меѓутоа 2 или 3 соби, кога зборуваме за училиште, мислиме на училишта во кои имате 500 или 600 деца. Тие се истите училишта во кои учевме пред 20 или 30 години. И многу од нив беа направени во еден период, многу од нив беа и реконструирани и вие како власт ги наследивте. Училиште ново во Битола не направивте и тоа е факт. И оно што го зборав во еден дел во првичната дискусија за демократичноста и за делењето, се уште сметаме дека, за жал и дел од советниците, дека протестите на средношколците, дека некои ги организира, дека постојат мрачни сили, дека не знам кој бил стоел зад нив, оставете ги, тоа е најнормалната работа. Најнормалната работа во секоја демократска земја. Ако сакаме да бидеме демократска земја, ќе го поттикнете таквото и ќе заврши тој штрајк ќе заврши за 5, 7 или 10 дена. Меѓутоа со тоа што упорно ги игнорирате во овој период и ги игнориравте, штрајкот го продолжува и тие останат надвор. Ако ги седневте и разговаравте уште на почетокот го поставуваа првичните барања, мислам дека досега секој беше завршено. На крајот интерес на предлозите, пред да го предложам, мислам, имаме еден заклучок, беа спомните нашите и вашите телевизии. Не знам дали имаме нашите телевизии, дека има вашето сум уведен. Едно од тие која спомнавте тука сите, верувајте дека со задоволство ја гледам последните месец дена, иако претходно 10 или 15 години ја немам гледано. Меѓутоа во последните дена со задоволство, особено дневникот во 16, го гледам со задоволство. На крајот би завршил со еден заклучок. Ако сакаме толку да му помогнеме на образованието, ако сме сите загрижени и ако имаме, значи го заклучивме како факт дека должат 2 милиони евра, мојот конкретен предлог е на крајот на денешната расправа да донесеме заклучок со кој ќе се обврзиме во наредниот ребаланс на буџетот да одвоиме 10 милиони денари повеќе како дотација за основните и за средните училишта со цел како наш еден прилог за надминување на состојбите во образованието. После толку многу искажани желби дека сите сакаме да поможиме, еве конкретно со кравање на рака да му помогнеме на битолското образование и 10 милиони евра да го зголемиме буџетот за оваа година за 10 милиони денари за подобрување на условите во средното и во основното образование, односно надминување на проблемите со блокираните жиросметки. Долго ова се прифати, тогаш и во буџетот за наредната година ќе одвоиме повеќе пари и ќе се приклучиме, ќе дадеме наш принос во надминување во состојбите во образованието. Благодарам.